Оваа зима во школа со потопла облека. Владата засега нема стратегија да им помогне на училиштата да обезбедат нафта доколку се соочат со недостиг поради енергетската криза. На прашање од Алфа што планираат да преземат предстојната зима и дали училиштата ќе се соочат со недостиг на нафта, посочија дека школите треба да штедат, а надлежноста за грејењето била на локалните самоуправи кои добивале блок дотации од Министерството за образование и наука. Со цел да се постигне рационално искористување на електричната енергија, на седницата на владата минатата недела беше усвоен сет на препораки и задолженија за намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија, кои треба да се применуваат во периодот од 1 септември 2022 до 31 март 2023 година. Дел од препораките се однесуваат и на општините и градот Скопје, под чија надлежност се основните општински и средните училишта, и Министерството за образование и наука упатува апел за нивно доследно почитување во посочениот период. Според ова, очигледно владата ги остава училиштата да се снаоѓаат како знаат и умеат, а општините веќе имаат своји предлози и барања. Гостивар ке побара од МОН зимскиот распуст да биде 2 месеци, а учебната година да заврши во јуни, како и училишната струја да се плаќа како за домакинства, а не како индустријска. Како општина ќе поднесеме 2 барања до Министерството за образование. Првиот зимски распуст да биде декември и јануари, односно 2 месеци, а летниот распуст да трае околу месец и половина, односно во јуни да заврши учебната година и на 15 август да почне новата учебна година. Второто барање ќе биде училишната струја да ја плаќаме како за домакинствата, а не како индустријска. Додека кај нас се следи, анализира и порачува да се штеди, останатите држави сериозно се подготвуваат за кризата. Пример, полската влада усвои закони со кои државата ќе дава субвенции за грејење од други извори за домакинствата, училиштата и болниците. Германија исто донесе мерки за штедење, но кај нив, за разлика од кај нас, ги иззема градинките и училиштата од овие мерки. Според одговорот од македонската влада, не размислуваат изгледа ни да го повторат примерот од 2012 кога тогашната влада ги отвори државните нафтени резерви за да обезбеди грејење во 71 македонска општина за училиштата, откако градоначалниците тогаш не можеа да обезбедат пари за грејење поради големите долгови на локалните самоуправи поврзани со образование. Со сегашната прогласена кризна состојба само се овозможува државата да ја помогне на ЕСАМА, а владата ќе продолжила будно да следи што ќе се случува.